Денеска, на моја иницијатива, а во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, во просториите на општина Прилеп се одржа крводарителска акција. До овој момент имаме собрани 40 единици на крв. Оно што сакам да го истакнам е дека одзивот на граѓаните за акцијата е голем, заради што ја искажувам мојата благодарност за високиот степен на покажана свест, солидарност и хуманост. Дарувањето крв е секогаш добра идеја, дури и во услови на пандемија на COVID-19, од причини што има болни на кои нашата крв им е неопходна, на кои не можат и не смеат да чекаат крајот на пандемијата да заврши. Притоа, во насока на заштита на здравјето на граѓаните, кои денеска даруваа од скапоцената течност, како и заштита на здравјето на медицинските лица, во текот на реализацијата на крводарителската акција, беа превземени сите безбедносни мерки според протоколите за заштита од коронавирусот. Според информациите од Центарот за јавно здравје, досега се извршени 642 тестирања, од кои 159 биле позитивни на коронавирусот, од вкупниот број на излечени лица се 68. На инфективното одделение во Прилепската општа болница Борка Талевски хоспитализирани се 13 лица позитивни на коронавирус. Еден од нив е на кислородна поддршка, останатите се во стабилна клиничка слика. Во самоизолација се наоѓаат 236 граѓани. Во текот на продолжениот првомајски викенд забележани се 6 нарушувања на полицискиот час. Во насока на заштита на здравјето на граѓаните од целата територија на општината, во саботата и неделата општина Прилеп спроведе акција за дезинфекција на населените места. Со земјоделска механизација на местното население дезинфицирани беа улиците во 15-тина населени места, меѓу кои Мажучиште, Галичани, Кадино село, Мало и Големо Коњари, Беровци, Алинци и така натаму. И покрај трендот на намалување на пандемијата, општина Прилеп и понатаму ќе ги презема сите неопходни мерки за заштита на јавното здравје и здравјето на нашите сограѓани. Истовремено упатувам уште еден апел до граѓаните, целосно да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство за справување со COVID-19. Почитувани, денеска се одбележуваат 117 години од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев и 108 години од смртта на Петре Тошев. По тој повод, во знак на почит кон делото на двајцата великани, заедно со председателот на Советот на општина Прилеп, Миле Талевски, положивме цвеќе на нивните спомен обележи. Во исто време, денеска се навршуваат 40 години од смртта на Јосип Броз Тито, председателот на поненашната држава Југославија, за чие дело исто така му давам почит.